Понеделник 19 мај 2025 година, што току ја стартуваме работната недела, меѓутоа и што току го стартуваме дневникот на КТВ телевизија. А во него актуелности за одбележувањето и за овој понеделник. Деталите во продолжение. Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа редовната 56-та седница. Денеска заседаваше Кавадаречкиот совет и ја одржа редовната 56-та седница. Пред советниците се најдоа извештаите за работењето на јавните општински предпријатија. Советот го разгледуваше и годишниот план за вработување за 2026 година на општина Кавадарци. Едногласно беше усвоена одлуката за примање донација на услуги и извршување на градежни работи од Друштвото за производство, трговија и услуги Јами Кавадарци. Се разгледа и усвои извештајот за работењето на ЈП Комуналец за периодот од 1 јануари до 31 март годинава, како и извештајот за работењето на мини хидроелектричните централи Лукар за истиот период. Советот расправаше, а директорот на ЈП Јасмин даде отчет за извештајот за реализираните активности во ЈП Јасмин во периодот од 1 јануари до 30 март годинава. Советот го разгледуваше и извештајот за работа на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спортски центар Михајлово, извештајот за работењето на јавното предпријатие Паркинг. Директорката на стационар Шепа говореше за извештајот за финансиското работење на заедничкото јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа. Рече дека веќе таму се реализираат значајни активности. Тема на денот. Директорот на јавното предпријатие Комуналец од собраниската говорница рече дека продолжуваат со успешна работа. Секојдневно нудиме подобрени услови кон граѓаните. Бележиме инвестиции во возниот парк, инфраструктурата. Од утре ќе се започне со монтажа на 2000 дигитални водомери, рече меѓу другото директорот на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци Гоце Ангеловски, образложувајќи го извештајот за работењето на јавното предпријатие Комуналец во првите месеци од 2025 година. Можам да кажам дека овој тримесечен квартал во почетокот на 2025 година е доста позитивен. Тоа може да го видите и од самиот извештај, и од работењето, и од финансиските параметри кои што ги имате во вашите извештаи, така да еве како еден менаџер кој што повеќе од година и половина го менаџирам ово јавно предпријатие, може да кажеме дека секојдневно сме со се подобри услуги, со редовни и навремени сервиси спрема граѓаните, со реконструкции кои ретко ги спроведуваат некои самостојно во одржавата, со инвестиции во возниот парк, во инфраструктурата, во заштита на животната средина, со дигитализацијата која од ден на ден се повеќе е поинтензивна во страна на јавното предпријатие, со уредени паркови, со сервисирана урбана опрема и како резултат од сите овие активности повторно на крајот излегуваме со еден позитивен финансиски извештај од добивка во првиот квартал од речиси 1 милион денари и со самото тоа покажуваме дека повторно секој денар го реинвестираме и го враќаме во самиото јавно предпријатие, со што ја зголемуваме и вредноста на основните средства на самото предпријатие. На крајот, накратко ќе ви ги образложам некои позначени активности кои што беа во овие 3 месеци во неколку сектори, како еве во водовод имав неколку значајни реконструкции во улица Доне Попов, 2 краци, вода и канализација, Видео Смилевски, улица Тиквешка, Диме Поцев. Ја завршив Емилиј Врчков, 12 другари веќе и таа е при крај една силна динамика и покрај врнежливите денови кои што ги имавме во изминатиот период, силно се работеше на терен, тоа сите граѓани може да го видат. И во наредниот период почнуваме со реконструкција на уште 3 улици, тоа се 11-та бригада Авала и 16 јуни и со овој силен интензитет планираме да завршиме до крајот на месец јули, со што програмата која што ја зацртавме во пред почетокот на ова календарска година ќе ја завршиме сигурно до крајот на месец јули и тоа нема да биде
крај нели на нашите реконструкции, туку повторно еден рестарт и во наредниот период до завршувањето на календарската година. Сигурен сум дека ќе имаме уште многу реконструкции, се со цел да ги задоволиме потребите на граѓаните. Во делот на парковите и зеленилото кои што ги имаме во градот, знаеме дека пред 7 години ја наследивме општината со 50.000 метри квадратни, сега сме некаде скоро 150.000 метри квадратни. Не само што подигаме нови насади, туку ги реконструиравме и оние 50.000 метри квадратни кои што ги имавме како претходно зеленило. Само во овие 3 месеци засадивме над 200 нови дрва во градот и најважно е не е само да го засадиш, најважно е потоа и да го одржаваш. Нашата активност за одржување на зеленилото вродува со плод и тоа се гледа насекаде. Во делот на пометувањето при промоцијата на оние 3 метларки ви ветивме и на граѓаните дека во секоја улица, во секоја најтесна и најмала улица без разлика во кој дел од градот е, че има машинско пометување и тоа веќе неколку месеци го работиме, самото население е свесно, хигиената ја државаме на едно повисоко ниво, без разлика во кој дел, дали е центар на град, дали е периферија, секаде на исто место се врши таа услуга. И со нашата механизација сведоци сме секојдневно и преку објави на социјалните мрежи дека вршиме поправка, реконструкции на полски локални патишта, се со цел граѓаните да имаат пристап до самите своји и лозови насади, меѓутоа и до оние викендици низ кои што мора да поминат низ одредени полски патишта за да имат подобар пристап. Сето тоа, се што работиме, заеднички го работиме во координација со сите служби во општина Кавадарци, помеѓу јавните предпријатија и сето тоа нели во координација и договор со градоначалникот. Во делот на износ на смет сакам да ви кажам дека сме на едно завидно ниво, нели со вашите одлуки кои што ги имате донесено тука, го изнесуваме ѓубрето и во најдалечните места на територијата на општина Кавадарци, во Подкожовието, во секој едно село, секаде имаме редовен износ на смет. И сакам да ви потенцирам еден факт кој што не знам дали многумина го знаат, дека ние по исфрлен отпад по глава на жител сме некаде на врвот во државата, затоа што на дневна основа фрламе по 1 килограм ѓубре по основ на глава на жител на територија на општина Кавадарци. За разлика од градови кои што се слични на Кавадарци, Велес, Штип, можеби Прилеп и некои други, тие се некаде доаѓаат од 600 до 800 грама по глава на жител, просечно на дневна основа. И покрај овие наши зголемени активности можам да кажам дека имаме секојдневно појава на диви депонии. Жал ми е што се уште има несовесни граѓани, меѓутоа е опатуваме еден јавен апел да престанат со тие диви депонии, туку да го депонираат бесплатно својот отпад, својот шут, своето ѓубре на депонијата која што е на 1 километар од градот и е многу блиска. Сакам во делот на дигитализацијата да ви посочам дека работиме многу активно. Еве од утре почнуваме со монтажа на оние 2000 водомери кои што ги добивме по проект на општина Кавадарци, каде што инвеститор е Министерството за животна средина. Претходно знаете, поради добрите перформанси на јавното предпријатие, имавме грант, донација од Германскиот институт за техничка соработка со Македонски телеком, 400 водомери, исто со сим картички на далечинско отчитување. Со тие 2400 водомери кои што ќе ги монтираме оваа година, ја почнуваме новата ера на отчитување на далечински со нов тип на водомери, каде што веќе нема да го имаме оној застарен модел на влесни инкасантите во самите домови на граѓаните. И покрај во извештајот можете да видите дека во делот на фактурирањето на потрошената количина на вода, речиси да е и иста во однос на минатата година, во истиот овој квартал, можеме да забележиме дека приходот по однос на
на износ на смет, односно површините се зголемени. Тоа е поради ажурирањето на дневна основа на сите површини во градот, меѓутоа и поради инфраструктурниот развој на градот кој што секојдневно нели се градат нови хали, нови стамбени објекти, дали индивидуални, дали колективни и така натаму. Сето тоа развојот на градот го допринесува да ние имаме во секој месечен квартален извештај едно зголемување на површината која што ни е за износ на смет. Во делот на финансиите сакам да го елаборирам тоа вие како 12-та точка. Во изминатиот период бевме сведоци дека имаше некои спинови, дека сме били во загуба, бројките кажуваат нешто друго, дека тоа не е така и дека можеме да видиме во приходната страна дека фактурирањето и приходите од по основ на вода и канализација се речиси исти како минатата година, додека зголемена износот на смет приходот, како што ви кажав, поради оние дополнителни површини и развојот на инфраструктурниот развој на општина Кавадарци. Имаме зголемен приход на електрична енергија поради добрата цена на струјата во изминатиот период. И можете да забележите дека за 2 милиони денари се зголемени приходите од зеленило. Тоа е поради програмата која што имаме со општина Кавадарци за одржување на градските фудбалски игралишта. Меѓутоа можете да видите и во трошоците во конто 419 услуги извршени од други е речиси за толку зголемено, бидејќи таа услуга ја извршуваат надворешна фирма. Ние немаме соодветна механизација за таков тип на одржување на тие фудбалски терени и ќе видите дека ако ваму е зголемено, ваму е исто зголемен и трошокот по таа основа за да ви биде појасно. Услуги извршени од други баш поради ова нова програма која што ја имаме со општина Кавадарци. Зголемено и зимското одржување, приходите од зимското одржување фактуриравме спрема општина Кавадарци заради зголемиот интензитет на врнежи кои што го имавме во јануар месец и дека во истите тие приходи во однос за лани се двојно зголемени. Во делот на трошоците самите може да видите дека најголемо зголемување има во однос на платите. Тоа е некаде 12 до 13%. Тоа е заради тоа што законски нели владата ви носи одлука за покачување како на минималната плата, така и корекција на сите останати плати. И со тоа мене ми е чест што и покрај тие сите зголемување повторно предпријатието е во една добра финансиска кондиција, може да ги исплати платите, не само платите, тука имаме исплата и на сите оние дополнителни додатоци кои што ми следуваат од бенефициран стаж, па прекувремени часови, ноќни часови, празнични часови, сите тие работи се исплаќаат се со цел работниците да бидат на едно задоволително ниво и нивните приходи да не бидат под некоја минимална граница. Во делот на трошоците, останатите трошоци, имаме, можете да видите и зголемени, имаме заштета, односно на конто 400, тоа се потрошени суровини и материјали, а тоа е поради заштетата која што направивме во овој период, со помалку дефекти, со помалку други додатни проблеми кои што ги имавме и кои што ги трошиле овие средства кои што ги имаме. Меѓутоа па во делот на инвестициите имаме зголемени инвестиции со зголемена активност на фирмата, односно зголемена вредност на основните средства на фирмата. Можеме да кажем дека сме едни од ретките јавни предпријатија која што кога ќе извадите амортизацијата која што ви е на годишно ниво, повторно имаме зголемување на основните средства и таа секојдневно, односно од месец во месец, од година во година е на едно видно високо ниво. Ако пред 6 години било 300 милиона денари, сега 520 милиони денари, денес имаме основна вредност на основните средства на фирмите во односно на самата фирма, на самото јавно предпријатие и тоа е уште еден доказ дека секој денар го враќаме и го инвестираме во самото јавно предпријатие. Тука сакам да ви напоменам и дека имаме уште една на конто 449, да не ви биде и тоа некое како збунувачка, бидејќи е доста драстично зголемена во однос на лани за 2,5 милиони денари. Тоа е поради судска пресуда која што има со водостопанство за 2022
2022 година за 2,5 милиони денари и таа нели толку е разликата помеѓу 2024 година и 2025 квартално оваа година. Владата крие детали за двата нови договори со Обединетото кралство. Првиот дел од договорот за стратешка соработка опозиционата СДСМ апсолутно го поддржува. Сметам дека јавноста за жал, а ниту политичките субјекти, дали во парламентот или генерално во земјата, за ваков сериозен договор за заем немаат доволно детали. И сметам дека владата има обврска да излезе со детали во однос на овие договори, имајќи предвид дека ваква рамка за волкава сума на пари досега нашата земја не подпишала со ниту една институција, со ниту една влада. Станува збор за огромни суми на пари, камати кои што не знаеме колкави се, а кои ќе ги враќаат следните генерации. Прво неколку зборови за првиот договор за стратешка соработка. Апсолутно го поддржуваме. И нашата влада во изминатите години има подпишано еден договор за стратешка соработка со Обединетото кралство и сметам дека тоа е земја наш сериозен партнер во изминатите години и децении секогаш и во кризи кога сме биле, а и генерално во сите процеси за напредок на земјата, Велика Британија давала поддршка и тој чин, тој гест е за поздравување. И ние тој договор, кога ќе дојде во собранието за ратификација, ќе го поддржиме. Меѓутоа има едно прашање, кое што апелирам владата да го одговори. Имено на ABC News непосредно после самитот излезе информација дека откако Албанија го одбила договорот со Велика Британија да прима имигранти, имајќи предвид дека таков договор има со Италија, лидерите на Косово, Северна Македонија, генерално од Западен Балкан, кажале дека исто така не се согласуваат да има кампови за мигранти, но се отворени за тоа да се разговара. Упатувам прашање до владата. Дали навистина се спремни со Велика Британија да разговара за сместување на имигранти во нашата земја? Во однос на вториот договор, како што слушнавме дека ќе има два договори, има многу отворени прашања, огромна сума на пари, 6 милиарди евра го надминува дури и нашиот буџет. Првото прашање е кој е потеклото на парите? Дали парите се британски и директно од британската влада или станува збор за фонд кој што е лоциран во Велика Британија, а располага со пари од некоја друга земја? Второто прашање е колкава е каматата? Дали знаеме колкава е каматата, дали владата знае, дали точно знае за што се преговара во овој период? Понатаму, дали е направена споредба со некој друг извор на пари? Дали е направена споредба со Светска банка, со некои други комерцијални инвестициски банки и така натаму? Дали е направена споредба на каматите? Ние докажавме и покажавме документи кога владата зема истако влада со влада заем од Унгарија, дека во тој момент кредитот, односно заемот, кој што можевме да го земеме за развој на општините од Светска банка, беше далеку поповолен од таа камата што ни ја даде Унгарија, 3,25% дополнително одредени провизии за банките кои што ги делат. Пресконференција на ВМРО ДПМН. Владеачката партија со низ за обвинувања на сметка на Филипче Изаев. Здраво, Венко. Како си? Како беше на палмите во Дубај? Заев, како е? Оди ли бизнисот? Харис Джиновиќ пееше ли повторно на ваша приватна забава? Сигурно од времето поминато на песочните плажи, Венко не е запознаен. Но да ти кажеме дека камп за мигранти нема да има. Сигурно не си чул, но тоа го кажа и амбасадорот на Обединетото кралство. Сигурно си се заиграл на песоците во Дубај и не знаеш дека парите од Обединетото кралство ќе се користат за проекти, а не за плаќање на избори, како во твое време. А сега ќе ти кажем и каков нема да биде договорот со Обединетото кралство. Договорот нема да биде
како твојот површен за градба на модуларни болници, полн со криминални моменти. Договорот нема да биде ниту како крвавите тендери од 35 милиони евра. Договорот нема да биде ниту како обидот за приватизација на јавното здравство, како што ти пропагираше. Ниту ќе биде како договорите со веледрогеријата Пановски, на чиј собственик керката му е постави директорка на клиника, па редевте милионски тендери. Договорот нема да биде ниту како тој за стабри вакцините и профитерството во короната, ниту пак со мејл жути Јаху. Во однос на трагедијата во Кочани, председателот Мицкоски ги прими семејствата на загинатите од Кочани, но ти беше во Дубај и не можеш да знаеш за тоа. И на крај, Венко, нели ти е срам да збориш за Кочани? Кажа ли дали се согласуваш со пресудата за модуларната болница со символична одговорност на периферни ликови? Венко, те гризе ли совеста или воопшто не ти е гајле? Цените растат, стандардот на граѓаните опаѓа, а власта нема решение. Според СДСМ, потрошувачката кошничка е зголемена за 836 денари за еден месец. Додека се распаѓа владината коалиција, граѓаните се оставени сами на себе. Цените растат, стандардот опаѓа, економската состојба е катастрофална. Животот е се поскап, а платите не мрдаат. Маслото за јадење, млекото, лебот, јајцата, основните прехранбени производи, се е поскапено. Пакување од 10 јајца е веќе 113 денари, маслото за јадење над 90 денари, килограм брашно 49 денари, јогурт 87 денари. Покачени се цените на млекото, сирењето, млечните производи. На пазарите исто така има поскапување на овошјето и зеленчукот. Црешите веќе станаа луксуз во мај. Последните податоци за потрошувачката кошничка се поразителни. Зголемена е за 836 денари за еден месец. Веќе 3 минимални плати се потребни за да може да се преживее. Едно просечно македонско семејство со 2 деца не може да ги покријат основните трошоци во месецот. Платите не стигнуваат од први до први. Како да се покрие храна, струја, вода, училиште, лекови? Нема со што да се плати рата за кредит или кирија. Народот се мачи како да истурка месец за месец, додека власта се гоштева со манго, папаја, октоподи во скапи скопски ресторани. Ова не се статистики. Ова е суровата реалност на луѓето во Македонија. На пензионерите кои бројат денови до следната пензија. На младите семејства кои веќе не можат да си дозволат ни основни работи. На самохраните родители кои се борат со скапотијата. На сите оние што се трудат честно да работат, а не можат да живеат пристојно. Животот во Македонија никогаш не бил поскап, а владата нема решение за високите цени. Премиерот не знаел дека цените биле поскапени, па ќе чекал да видел какви ќе биле анализите, па дури после ќе реагирал. Ова не е само несериозно, ова е директно признание за промашените владини политики и тотална негрижа за стандардот на луѓето. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со месеци наназад алармира и предлага конкретни решенија кои власта упорно ги одбива. Укинување ДДВ за храна, зголемување на минималната плата на најмалку 500 евра, зголемување на платите во приватниот сектор, поддршка за домакинствата со најниски приходи. Работниците гласно бараат повисоки плати, поголема минимална плата и власта не смее да ги игнорира, туку мора конечно да преземе нешто. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе продолжи да се бори за стандардот на граѓаните. Работниците, граѓаните заслужуваат достоинствен живот. Во дневникот информации од билтенот на МВР.
Изминатиот викенд МВР забележа 1363 сообраќајни прекршоци. Од оваа бројка 389 прекршоци се за брзо возење, а 198 за недозволено паркирање. Во деновите од изминатиот викенд, како резултат на редовните сообраќајни контроли што ги реализираат полициските службеници од сите сектори за внатрешни работи на патиштата низ земјава, од вкупно 1363 издадени платни налози, дури 183 прекршоци се однесуваат на возачите кои учествувале во сообраќајот без возачка дозвола. Истовремено 67 возачи возеле под дејство на алкохол и се исклучени од сообраќај, додека пак 101 возач на мотоцикл е санкциониран за неносење на заштитна кацига. Согласно одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, 389 прекршоци во текот на викендот се однесуваат за возење со брзина поголема од дозволената, 198 за недозволено паркирање, додека пак прекршочно се санкционирани 79 возачи за некористење на сигурносен појас. Изречени се 30 мерки за користење на мобилен телефон при возење, 13 санкции за минување на црвено светло. Исто така, согласно Законот за возила, 52 возила биле отстранети од сообраќај поради тоа што биле нерегистрирани, а 7 возила за техничка неисправност. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи, за да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот и заедно да придонесеме за посигурни патишта. Најнови информации и од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Од полнок нови цени на горивата, дизелот се зголемува за 0,5 денари, а бензинот Евро Супер БС 95 се зголемува за 2 денари. Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Македонија донесе одлука со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,08% во однос на одлуката од 16 мај година. Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување во просек кај бензините за 4,668%, кај дизелот за 1,642%, кај екстра лесното масло за 4,856% и кај мазутот зголемувањето е за 0,580%. Од вечерва на полнок, максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат. Моторен бензин Евро Супер БС 95 ќе изнесува 75,50 денари по литар, односно се зголемува за 2 денари по литар. Моторен бензин Евро Супер БС 98 ќе изнесува 77,50 денари по литар и не се менува. Дизел горивото Евродизел ќе изнесува 67 денари по литар, односно се зголемува за 0,5 денари по литар. Маслото за горење екстра лесно ќе изнесува 69 денари по литар, односно се зголемува за 4 денари по литар. И мазутот М1 ќе изнесува 36,808 денари за килограм, односно се зголемува за 0,279 денари по килограм. Продолжуваме со култура. Даме Камчев и Емилија Кабранова-Филипова со концерт за своите кавадарчани. Камчев е еден од ретките кој има 2 академски дипломи за саксофон од универзитетите во Штип и Скопје. Утре вечер вторник од 18 часот во концертната сала на Општинското основно музичко балетско училиште Лазо Мице Врале, концерт ќе одржи Даме Камчев на саксофон во пијано придружба на Емилија Кабранова-Филипова. Даме Камчев е еден од првата генерација на дипломирани студенти на одделот за джез студии при Универзитетот Гоце Делчев во класата на професор Гоце Мицанов, каде и дипломира во 2011 година.
Во 2013-та Камчев се запишува на класични студии по саксофон на Факултетот за музичка уметност во Скопје во класата на професор Нинослав Димов. Таму дипломира во 2017 година и се стекна и со втора академска диплома, што представува не секојдневен случај. Емилија Кабранова Филипова е добро познато име во светот на музиката, деле од неколку камерни состави, настапува во земјава и во странство и е еден од најдобрите корепетитори во земјава. За утре, ова дуо подготви дела од Монтбрун, Демерсеман, Крепин, како и големите класици Бах и Хейден. Во дневникот информации и од спортот. Заврши фудбалската сезона 24-25 година. Во Македонија остана да се одигра уште финалето од купот и бараж над преварите. Фудбалската сезона во Македонија дефинитивно заврши. Остана да се одигра уште финалето на купот и бараж над преварите. Во последното 33-то коло од првата македонска фудбалска лига, Брера го совлада Работнички со 3-2 и се обезбеди опстанок. Победи и Беса во Битола кај Пелистер со резултат 1-4, но тоа ќе биде доволно само за бараж за опстанок со екипата на Башкими. Шкендија титулата ја прослави со пораз на домашен терен од второпласираниот Силекс со 1-3. Тиквеш во Кавадарци два пати водеше против Струга со 1-0 и 2-1, но на крај спасуваше бод во средбата која заврши 3-3. Второлигашите во 30-тото коло ги постигнаа следниве резултати. Детонит Плачковица победа 2-2, Борец Охрид 4-1, Кожув Новаци 5-1, Македонија Џорчо Петро Беласица 0-0, Скопје Саса 3-2, Осогол Вардарски 4-0, Бергалница Башкими 0-1 и Вардар Неготино Арсими 0-4. Нови прволигаши се Македонија Џорчо Петров и Арсими, а Башкими ќе игра бараж со Беса. Борец и Вардарски се селат во третите лиги, а Осогово ќе игра бараж за опстанок. Во 26-тото коло, во третата македонска фудбалска лига група Југ се постигнаа следниве резултати. Ултрас Росоман 2-3, Дреново Големо Конјари 0-3, Влазними Слога Лажани 4-6, Бучин Младост 3-2 и Превалец Питогули 2-1. Екипата на Големо Конјари ќе игра бараж за влез во втората лига. МЗТ и ТФТ ќе играат во финалето од кошаркарскиот плейоф, кај девојките Баскет Кам е на чекор по четврти пат во серија да стане шампион. Првите две средби од полуфиналните дуели во машкиот кошаркарски плейоф поминаа во знакот на домашните екипи. МЗТ Скопје и во вториот надпревар како домакин го совлада Куманово со 82-76 и ТФТ по втор пат го совлада Работнички со 71-59. Ова значи дека екипите на МЗТ и ТФТ во следните два гостински дуели со еден брејк ќе се пласираат во финалето. Актуелниот бранител на трофејот во женска конкуренција, екипата на Баскет Кам ја искористи предноста на домашниот терен, супериорно ја стартуваше финалната серија и го совлада тимот на Крива Паланка со убедливи 66-47. Кај девојките финалето ќе се игра според системот подобар во 5 надпревари, односно нов шампион на Македонија ќе биде екипата која ќе дојде прва до 3 победи. Баскет Кам ќе се обиде да стане шампион четврти пат поред, додека пак Крива Паланка ќе се обиде да ја прекине оваа серија и за прв пат во својата историја да стигне до шампионската титула во женска сениорска конкуренција. Продолжува мртвата трка помеѓу Вардар и Еврофарм Пелистер.
Терминот за средбата тиквеш-алкалоид дополнително ќе биде одреден заради настапот на алкалоид во финалето од ЕХФ купот. Викендов во македонскиот ракомет на програмата беа средбите од седмото коло од ракометниот плейоф. Вардар очекувано го совлада Бутел со 37-30, а и екипата на Еврофарм Пелистер не дозволи изненадување на домашен терен и го совлада Охрид со 34-30. Третиот надпревар од ова коло помеѓу Тиквеш и Алкалоид е одложен, бидејќи Алкалоид има обврски во ракомет на Европа, па затоа терминот за средбата со Тиквеш дополнително ќе биде одреден. Во ракометниот плей-аут се одиграа средбите од исто така седмото коло. Во дербито Пролет со 23-21 го совлада Прилеп. Во вториот дуел Куманово со 30-21 ја совлада Струга, а Радовиш службено со 10-0 го доби дуелот со Борец. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Кон крајот на денот облачноста ќе се зголеми. Дневната температура ќе се движи во интервал од 9 до 27 степени. Ова беа темите и настаните со кои го одбележавме денешниот ден. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови со нашата програма.